Добре, криптоентузијасти, време е да поразговараме малку за идината на Gemigia Crypto, односно на нашиот канал кој што веќе порасна доста, како прво на македонско ниво, нормално така и на балканско ниво, со тоа што моментално сме канал кој што има дефинитивно највеќе материја, па можам слободно да кажем и најквалитетна материја на Балканот, со тоа што, пак ќе кажам, значи, идејата на Балканот е да се организира македонската заедница и понатаму ќе продолжиме да работиме за македонците ширум светот. Другите ниту се потребни, ниту добре дојдени ако мене ме прашувате на нашиот канал, продолжуваме за едукација на македонскиот народ. Сега, како што веќе многу пати сум спомнал, каналот е само првиот чекор. Крипто Gemigia беше буквално само првиот чекор за така речено првенствено, да видиме дали има интерес за нашата работа, дали има интерес за едукацијата која што сакаме да ја да речем покажеме и да ја споделиме со македонската нација и гледаме дека тоа е така. Со тоа што каналот е дебело поврзан со нашето инвестиционо портфолио. Односно, знаете и сами дека првенствено она што го работиме ние во нашето инвестиционо портфолио за оваа мала група која што така речено работи во крипто во Малта, го споделуваме со вас и тоа е уствари еден од главните делови на едукација на македонската заедница преку нашата практична работа на инвестиционото портфолио. Дополнително, тоа што имам канал кој што е многу посетен, прави и мојата работа да биде многу почеста и многу подетална во однос на надградбата на моето портфолио, нови проекти, надградување на позициите на стари и така натаму, така да инвестиционото портфолио и мојата работа во истото е зголемено затоа што има голем интерес од македонската заедница за овој дел. Майнинг фармата следува, тоа е уште една работа која што нормално ќе ја додадеме во текот на следниот bear market. Ова видео е главно за да ви покажам зошто е битен Patreon, зошто е битна Patreon заедницата, но нормално ќе стигнеме до самиот дел постепено. Прво сакам да ви покажам каде сето ова оди. Како што ветивме, каналот е само првиот чекор. Сега, нормално дека порано или подоцна ние мораме да се осамостоиме за да можам да се посветам целосно на работата на самиот канал, односно на истражување на макроекономија, геополитика и највеќе нормално крипто, со цел да можам уште поголем материјал и уште повеќе материјал да произведам за македонците ширум светот. Со тоа што, значи веќе имаме застапеност како на YouTube, каде што веќе имаме повеќе од 1200 видеа. Никој во Балканот нема 1200 видеа, од кои поголемиот дел од нив се повеќе од 1 час. И добра третина од овие видеа се едукациони видеа кои што се буквално evergreen и во било кое време ќе бидат поучни без разлика дали сте ги гледале сега или 10 години од сега во иднина. Затоа и направив копија на овој канал, како на Rumble, така и на Rutube, така и на Odyssey и ќе продолжам да ги правам овие копии од мојот канал со цел оваа материја секогаш да биде достапна за македонците ширум светот, макар и да се случи нешто на еден од овие канали. Со тоа што тоа го правиме постепено, како што тоа го правиме моментално на Rutube, односно на сите оние кои што се нови на нашиот канал, во утринските часови им објавуваме по едно видео од она огромна плейлиста од 123 видеа за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. На тој начин ја прошируваме својата работа со цел да биде секогаш достапна за македонскиот народ, а и им даваме шанса на оние кои што малку покасно влегнале на нашиот канал да можат одново да ја следат оваа материја. Знаете дека имаме екстензивна материја кога станува збор за секојдневни вести, како од биткоин и алткоин сферата, така и од макроекономија, така и од геополитика. Односно, несебично работиме веќе скоро 3 години на описменување и на така речено информирање на македонската заедница. Но се уште во Малта, нормално првенствено поради резидентност, затоа што се уште нема 5 годишна резидентна виза, која што наскоро ќе ја добијам, не можам да се посветам целосно на самиот канал, а нормално, со оглед на фактот дека сме дебело инвестирани во крипто секторот, нормално дека немам доволно средства моментално да можам да се посветам само на каналот и нормално да ги подмирувам моите секојдневни трошоци. Сега, една од причините поради кои што ние сме приморани така речено да побараме помош од вас како заедница е токму тоа, што ниту јас, ниту останатите членови не можат целосно да се посветат на крипто во овој момент. Ќе разговараме поинаку кога ќе дојдеме во ситуација, да речем за една година од сега после завршувањето на овој bull market, кога ќе можеме да се фокусираме и на майнинг фармата, но до тој момент ние сме принудени да едноставно најдеме начин како да заработиме
од овој канал и потенцијално англиски канал, кој што наскоро ќе почнеме да го работиме, че ова е стариот канал кој што го направив уште пред 2 години. Јас почнав да работам на истиот, но за жал немав доволно време. Сега ќе дадам се од себе да најдам време и да почнам да работам на англиска верзија на нашиот канал, кој што ќе има истата материја, но во англиска верзија. Со тоа што овие два канали ќе бидат на некој начин буквално изворот на секојдневни средства кои што ни е потребен, за да можеме да ги подмириме нашите секојдневни трошоци и на тој начин да се посветиме на работа, како на самиот канал Криптогемиџија и Криптославија, затоа што знаете и сами дека англиска верзија на овој канал ќе донесе многу повеќе сабскрајбери и многу повеќе така речено средства кога станува збор за плаќање, затоа што знаете дека за жал не е исто кога ова го правите на македонски, каде што имате 3000 сабскрајбери, и ќе го правите на англиски, каде што потенцијално ќе имате 30.000 сабскрајбери. Во секој случај знаете дека поради идеалистички, да речам, осврт на целата оваа работа, македонскиот канал секогаш ќе има примат за мене лично. Што значи дека се додека јас го водам овој канал, македонците секогаш ќе имаат нормално приоритет да добијат материјата први и нормално да имаат пристап до се останато пред да биде објавено на англиската верзија на каналот или пак било каков тип на настани, како што тоа го правиме редовно. Значи прво го снимаме за македонците, а потоа го даваме за сите останати или пак презентираме овдека јавно. Со тоа што пак ќе напоменам, денеска ова видео го правам со цел да ви кажам која е идејата на заедницата на Patreon и како планираме ова да го направиме. Значи, ние сме веќе во фаза на формирање на нашето мало студио, че ова ќе биде многу мала канцеларија за почеток, каде што ќе работат тројца, значи тоа е така речено почетниот тим, кој што ќе ми помага во целата оваа ситуација нормално да направиме овие работи бе малку попрофесионални. Одиме чекор по чекор, затоа што поголемиот дел од овие луѓе си имаат и своји кариери, што значи дека ова се уште го правиме про боно. Го правиме со цел да се развие каналот, го правиме со цел да дојдеме до професионално ниво. И откако ќе ги развиеме овие два канали, што е буквално чекор по чекор од овој месец па натаму, негде во средината на овој месец планираме да го лансираме повторно Криптославија со секојдневни содржини, каде што содржините на македонски ќе бидат доставени на Криптогемиџија, а содржините на англиски на Криптославија. Ќе почнеме така речено да го зголемуваме нашето присуство на пазарот, затоа што во Малта има голем интерес за тоа што јас моментално го работам на македонски јазик. Односно, знаете и сами, веќе повеќе од 5 пати сме презентирали во CryptoHub Малта. Јас сум моментално најредовниот говорник на ова да речем заедница и има голем интерес да продолжам да го правам тоа, што значи дека има голем интерес и ова да го направиме на англиски јазик. Сега, доаѓаме до самата Patreon заедница. Patreon, знаете и сами, е начин на кој што вие може да ни помогнете да произведуваме уште повеќе материја. Зошто го велам ова? Ова не е само алатка преку која што вие може нас да не поддржите финансиски, туку е исто така и алатка која што понатаму ќе ја користиме за организација на македонската заедница. Како што го повторив она во видеото пред само еден ден, каде што бев запрашан зошто економска, а не политичка организација. Значи, погледнете го видеото, тоа беше во текот на вчерашниот ден, станува збор за лајвстрим, каде што детално објаснив зошто економска заедница на македонци може да постигне многу повеќе од политичка заедница на македонски. Така да, оваа заедница која што ние ќе организираме на Patreon заедницата преку ваше зачленување, понатаму верувам дека има многу поголем потенцијал да си помага еден со друг првенствено, како што можеме да видиме моментално вака изгледа нашиот чат, каде што буквално луѓето начнуваат теми и потоа разговараат во соодветни одговори како засебни чатови на секој од ова што моментално гледате овдека објавено. Значи, идејата е да направиме едно групно место на кое што ќе дојдат луѓе кои што навистина имаат најдобра намера, навистина сакаат да научат, значи нема никакво шилање, нема никакви наврди и станува збор за македонци. Така да повелете, станете дел од нашата Patreon заедница и нормално сега би сакал да ги споделам и така речено привилегиите кои што ќе ги добиете за тоа што сте дел од оваа заедница. Не заборавајте дека ова е само почеток. Понатаму нормално ова ќе го развиеме. Идејата е дека за почеток нормално мораме да го организираме ова во духот на самиот канал. Односно, целата материја без разлика кога и како ќе биде направена, ќе биде достапна во секое време за сите македонци. Со тоа што даваме примат на оваа заедница. Односно, знаете сами, без разлика дали сте во првата, втората или третата категорија на членови кои што ни помагаат, ќе ги добиете овие материјали порано. Односно, некогаш дури 12 часа порано. Зошто го велам ова? Затоа што
по отварањето на нашето студио, кое што ќе почнеме да го оформуваме, да речеме, од 1 октомври. Значи, сите овие материјали ќе бидат снимани во текот на ноќта, а ќе бидат ослободени и објавени на нашиот канал во текот на следниот ден, најчесто околу 5 часот попладне. Одлучивме дека нема да направиме фиксен распоред, затоа што гледаме дека светот е доста динамичен и нема логика да имате видео за геополитика кога нема геополитички ствари. Така, видео за техничка анализа кога нема потреба од техничка анализа. Така да поради оваа причина остануваме и понатаму да ве следиме вас и потребите на заедницата за тоа што сакате да гледате. Така да во оваа ситуација заедницата, зборувам без разлика дали сте членови или не на Patreon групата, ќе одлучува како ќе изгледа нашата материја. Но Patreon заедницата ќе биде онаа која што ќе ја добива прва во текот на ноќта веднаш штом истата ќе биде направена. Додека остатокот, кои што ќе бидат нормално дел од нашата заедница, ќе го добиваат тоа во одредено време во денот на нашите канали. Нормално мораме да дадеме предност на оние кои што финансиски ни помагаат во нашата работа, да можеме целосно да се фокусираме на крипто секторот. Дополнително, значи, сега ќе ви кажам кои ќе бидат заедничките привилегии на сите овие три категории, а потоа имаме само една која што издвојуваме, затоа што не заборавајте дека на крајот од денот ова е доброволно, значи нормално ни по точка нема никаква присила овде, и ова е доколку сакате да ни помогнете да можеме да пораснеме како во однос на квалитет, така и во однос на квантитет на материјалот кој што моментално го правиме за македонците. Че вие ни помагате да продолжиме да креираме едукациона материја. Односно, како што веќе кажавме, значи први ги добивате материјалите во текот на претходната ноќ и планираме да направиме еден Q&A, односно исклучиво настан за целата заедница на Patreon, со кој што ќе може да прашате се што ви интересира. Нормално ќе направиме ова да биде во prime time, дали ќе биде во тек на викенд, негде поручек, значи едноставно да биде да одговара на сите членови, каде што ќе им пратиме приватен линк до YouTube практично лайвстрим, каде што ќе може да ме прашаат се што ги интересира и на тој начин да им дадеме примат да можат да се фокусираат сето оно што сакаат да го прашаат, да не прашаат директно, тоа ќе биде еднаш месечно и нормално потоа истиот ваков лайвстрим ќе биде објавен на нашиот канал. Нормално ќе имаме ваков лайвстрим и за самиот канал, но во оваа ситуација, значи, еден од овие два лайвстрима кои што ќе ги имаме за Q&A официјални, ќе биде само за Patreon заедницата. Дополнително, значи македонците кои што би посетиле или би дошле да живеат или живеат на Малта, сите наши настани, без разлика каков тип на настани ќе бидат на Малта, ќе бидат бесплатни за македонците. Така да понатаму планираме едукации во една од халите, во еден од хотелите кој што практично е, нели, сега за сега му е работно место, кое што потенцијално за македонците нормално ќе биде бесплатна, како и нормално ако имаат интерес да ја следат нашата програма на англискиот канал, кој што нормално нема да ги има овие привилегии, затоа што тоа не се македонци, доколку сакаат некој од овие материи, затоа што таму ќе има курсеви некако кај вас кои што се достапни за сите, туку ќе бидат заклучени и ќе бидат исклучиво достапни со, нели, соодветно плаќање. Значи, за сите оние кои што се македонци би сакале потенцијално да ги погледнат овие курсеви на англиски, кои што веќе се обработени на македонски бесплатно нормално, ќе добијат соодветен попуст доколку сакаат да ги купат. И нормално за крај, значи планираме една интересна работа, затоа ви кажав дека нашиот маркетинг тим е доста интересен. Значи, сакаат да направат giveaways, значи од време на време ќе имаме ситуации во кои што ќе даваме одредени ствари и нормално ќе правиме шипинг на овие ствари до луѓето кои што ги добиле. Дали ќе биде тоа сега, нели, ќе видиме што ќе биде, не сакам предварено да ви кажам ништо, тоа е нешто што го спремаме малку подоцна, откако ќе успееме да го отвориме студиото, да почнеме со работа на англискиот канал, тоа е нешто што следи. Но, уште еднаш морам да ве предупредам. Бидете внимателни, значи ако има било каков тип на giveaway, односно да речем подароци, тоа ќе биде во одреден лайвстрим, кога лично и директно ќе може, така речено, да учествувате. Најчесто тоа ќе биде на лайвстрим каде што ќе имаме Q&A, каде што тогаш ќе учествувате и само тогаш, се разбираме. Доколку добиете приватни пораки кои што ви нудат некакви тоа нема никаква врска со нас. Значи било кои други групи кои што нема никакви следбеници, тоа не е криптогемиџија, ние до сега не сме имале никакви giveaways, ниту пак сме давале нешто бесплатно. Тоа е допрва ќе биде организирано и ќе добиете исклучиво, значи прецизни инструкции како и кога да учествувате во такво нешто. Така да бидете внимателни, значи немој да настрадате поради оваа ситуација и за последната категорија, тоа е категоријата од
почесен гемиџија, така. Значи планираме, затоа што сега за сега ова, да речам, ова комјунити, значи оваа заедница е мала, има само 40 членови, но кога сето ова ќе порасне, а верувам дека ќе порасне, како што гледаме ова само за неколку дена, дојдовме до 40 членови, значи нема да можам да одговорам на сите пораки, затоа што моментално има приватни пораки кои што може да ми ги пратите. Јас сега се обидувам да одговорам на сите, но понатаму, дури и кога ќе имаме модератори, не е возможно да се одговори на сите членови. Затоа, оние кои што се во посебната категорија, во недела, кога ги одговарам сите коментари на YouTube, ќе биде, така речено, одговорено на сите пораки кои што сте ги пратиле во оваа категорија. Но, има еден услов. Кога праќате порака, напишете една целосна порака и пратете ја како таква. Значи, кога праќате 1000 пораки е многу неорганизирано и едноставно не можам да вратам на 1000 последователни пораки. Не заборавајте, имам премногу работа во однос со креирање на материјал, така да направете една целосна порака, испратете ја во текот на неделата, а јас секоја недела во недела на оваа категорија ќе одговарам на овие пораки кои што ми се пратени. Дополнително, самиот community tab, како што веќе кажав, луѓето помеѓу себе веќе си одговараат. Односно, кога некој бара мислење, кога некој поставува некаква анализа, најчесто луѓето коментираат на овие да речем постови и едноставно помагаат едни на други. Така да имајте го тоа во предвид, заедницата сама по себе помага едни на други. Дополнително јас сум тука секогаш да ви дадам свое мислење под секој од овие постови, доколку видам дека моето мислење е потребно, но нели мојата активност на овој комјунити и понатаму продолжува и како што веќе кажав, значи на сите оние кои што се на нашиот канал, сите содржини прво се објавуваат овде. Значи вие ќе имате содржината, дури не морате ни да симнувате. Јас ви праќам линк доколку сакате приватно да симнете оваа содржина, но гледате дека на пример ова што моментално ќе биде достапно во 7 часот попладне е веќе достапно за заедницата уште пред 2 часа. Сега е моментално 3 часот. Ова што беше вчера подкастот со во оваа ситуација подкастот со Криптофил е достапен од вчера, а ќе биде денеска на YouTube канал достапен од 5 часот. Така да сумираме, значи и понатаму ќе гледаме да направиме уште повеќе привилегии, ќе направиме уште повеќе да се зближи оваа заедница. Значи овој комјунити, овој канал ќе биде начин на кој што ќе ја зближиме заедницата заедно, да соработува, а понатаму и ќе ја организираме. Во меѓувреме, можеби за вас ова се некои малецки средства, но кога ќе се групираат, верувам дека ќе дојдеме до ситуација каде што овој буџет ќе ни дозволи да можеме и понатаму да надградуваме нашето студио, а и нормално да ги користиме овие финансиски средства за да можеме да се фокусираме само на работата на каналот. Така да, како што веќе кажав, каналот е само првиот чекор, се движиме кон се останато и ова дополнително ќе биде секогаш презентирано на македонскиот народ. Македонец за македонец, ова што го барам од вас не е значи на некој начин плакање на моите услуги, туку е едноставно да си помогнеме едни на други за да можам јас да се фокусирам целосно на креирање на материјал кој што ќе ви помогне вас. Ви благодарам, се гледаме во следното видео, се надам дека ова беше доста јасно во однос на иднината на криптогемиџија и што планираме да направиме и ако имате некакви прашања, слободно поставете ги под самото видео, тука сум да ви помогнам. Поздрав и се гледаме во следното видео.